Добро, за сега ни останува самите да работиме на реформите, така велат владата и премиерот, додека Европска унија не прифати не прифати такви какви што сме без дополнителни барања уцени, дека нема да се прифати тоа, дури велат дека извештајот е таков каков што е за напредокот поради тоа што не се бугарите внесени во уставот. Објаснувањето беше ако сме ги внеле бугарите во уставот, извештајот ќе бил многу попозитивен. Релативно лош е тој извештај, таму се забележува стагнација во многу области и сектори, но она што најзагрижувачки е борбата со корупцијата, се разбира и реформите во правосудството. Па сега тука, професоре, прво, што мислите вие, дали само власта е одговорна за тоа или можеби и малку и самите судство и обвинителство? Знаете, критики за нив има со години, како да ништо да не допира до нив. Знаете што? Власта, извршната власт не е таа која тоа може да го прави. Тоа е прво правило. Тоа правило, сега, например, ја не знам колку се образовани овие од ВМРО ДПМН во власта, ама треба да научат. Не е тоа работа на премиерот. Не е работа на него да дава такви изјави. Тоа го пореметува системот и предизвикува реакција од Европска унија оправдана. Значи, тој систем се реформира со тоа што го правиш транспарентен за влез на европски монитори во таа реформа. А не премиерот да го... Кој може да му верува на премиерот во ситуација кога единствена политика му останува прогон на неистомисленици, дека менувањето на обвинителството и судството му е од беневолентни причини, пошто него татко му рекол да биде поштен и да поштено влада е содржава. Нема везе, тоа е ставање на вилица на куќето очекуваат да направат некакви реформи. Кои реформи? Они очекуваат само да направат прогон, да направат обвинување, да речеме, за кочени кои нив нема да ги допре, да направат тој тип на акции. Ние сме тогаш у комплетен авторитарен систем и тогаш пршинот 2 е неопходен. Тогаш нема да може таквиот систем да се менува преку избори, они ќе грабнат све. Тоа е како да излеземе од овој чорсок, како велам, значи состојбите се стварно загрижувачки. Таму имам милион примери и доволно пишува и во извештајот кои се забелешките, но се повторуваат секоја година и никој не знае како да излеземе од ситуација. Една од забавните епизоди е ова изјава на председателката. Значи, он вели, види, извештајот е евалуација, но ние треба да ги евалуираме евалуаторите. значи кај неа од Европска унија треба да дојдат, да ги евалуира горде, малку да им поданса, може да ги шашартиса. Таа евалуација која они она мисли сега да се мерат со Европска унија како они вакви извештаи направиле, треба да ги евалуираме нив. Оној термин Димитар Бузлевски што го употребуваше место евалуација, овулација, за ова изгледа како стратегија, човече. Изгледа како стратегија, овие се несериозни луѓе. Они се обидуваат да се се расправаат со некого, не гледаат и дека државата е бутнале во дупка и од дупка нешто се слуша некој ехо дека зборат, како во ехо соба. До никого не доаѓа тоа. Наместо да се фатат да анализира... Па ги доведуваат во прашање критериумите поради ова со Бугарија. Мислат дека не се објективни критериумите поради тоа што... Знаете зашто има презир од Европска унија код нас? Затоа што они исто ги прочитале критериумите. Го прочитале францускиот предлог. И се они не се глупи луѓе. Они велат, добро, што им е проблем на овие луѓе? Они имаат проблем национален со Бугарија, овде се решава тој проблем. И сега зашто го одбиваат? Не им е јасно. Кога не им е јасно, така не им беше јасен како се понаша Милошевиќ, го откачија скроз. Ако не им е јасно, ако ти немаш рационален дискурс, него се однесуваш со страв или имаш друга скриена агенда, да ја држиш државата надвор и да си владееш без, до кога си владееш, али да владееш без контрола, тогаш те отфрлаат. И сега они се во фаза, можеби не скроз да не отфрлат, али не презираат, у фаза на ушпајс. И сега тука затвориле врата тука и нема доаѓање. Ако ве разбирам добро, значи вие сметате дека без да ги отвориме формално преговорите и тој првиот кластер фундаменти, дека не може да се надеваме на реални реформи во овој дел? Не можеме да се надеваме. Види, имаме ние интерес за влез во Европска унија од прости причини. Гоце, ние имаме егоистички национален интерес за тоа. Нас никој не тера. Анализа зборовна на изјавата на председателката ќе каже кој е тој филм во кој се влезени. Вика, ние треба да се самозаштитиме. Терминот самозаштита во однос на Европска унија која бара од вас критериуми
кои се у ваш интерес, е болен термин. Што се штитите вие? Претпоставувам во идентитетски што се аспекти заштитува? говори, да, не. Ние се отвараме, ние преговараме, се реформираме, ние бараме наши реформи. И од што се само заштитуваме, повторувам. Ние имаме два национални интереса. Егоистички, македонски, најмакедонски у свет, интереси за влез во Европска унија. Утре да се распаднела оние, денес треба да влеземе. Од прво, развојни, ние немаме пари за развој сами, ние мора нивните пари да ги земеме и да се развиваме, што не е лошо, кој може да каже дека е тоа лошо, тоа е будала. Мислам, или е нешто патолог, социопат. Значи, нас ни требаат развојни пари, тоа е првиот егоистички интерес. Вториот е транспарентност за политичките реформи и владењето на правото. Ние не можеме до крај, еве, го ставам тука и СДСМ. Да не речеш го браним. Партиите имаат потез кон администрацијата и кон судството. Тргаат кон него кога имаат власт. Пошто тоа е еден, како да ти кажам, резервоар на партиски услуги кои ги прават. Вработуваат своји луѓе, своји експерти доаѓаат кај нив да се жалат, ги поста своји суди, са судии се тоа. Ама блиски се до нив, не блиски се, те агираат, нема спас од тоа. Некој го прави пожестоко, некој го прави поблаго, некој има подобри кадри, па не се гледа. Прашање колку и судите и обвинителите може да се изземат од тоа и тие стално учинуваат на која и власт да е, стално има, да. После е тоа, после е тој човечки материјал во судството. Али прво и најважно, не можеш да се ослободиш од тоа, многу е важно да го констатираш. Како го лечиш тоа? Го лечиш или со плачење, вака ќе седнеме, ќе плачеме, пошто е тоа така, не можеш да го решиш. Или викаш доста плачење, сега ќе ги отвориме процедурите за прием на мониторинг на Европска унија, ќе влезат како во избор на реформите у државна администрација, при прием ќе влезат и ќе ги видат луѓето што конкурираат. Значи не може да има, да речеме, македонци и албанци со слаби оцени, зашто се партиски оцени, него прво идат тие што се со најдобри оцени. Не џабе прво се отвара тој кластер и после да се затвора. Кога ќе влезат странците унутра, ти не можеш да крадеш толку. Не можеш да ги притискаш, ќе речат нема пари за ова, ако тоа не го направиш. Отварање, таа транспарентност е тоа што ВМРО го одбива. Нон-стоп го одбива. Жестоко го одбива. А тоа нас ни треба. Како држава ни треба, како демократија ни треба. И ние немаме зошто да одбиеме Европска унија, односно да се само заштитиме, да го користам терминот на претседателката, болен термин, и кој открива каде се движи политиката. Некако ова дебата се претвори во дебата за пари. Сега судство и обвинителство од една страна бараат финансиска независност, тоа го бара и Европската комисија од држава, но Мицковски вели дека тоа е борба за повисоки плати на судиите и обвинителите и некако цела дебата во општеството се претвори во тоа дали заслужуваат поголеми плати, дали треба да им се даде финансиска независност. Сега мене прашањето ми е дали е се до парите, дали еве и да им даде Мицковски пари колку што бара, дали тоа ќе ни го реши проблемот. Не знам дали ќе им го реши проблемот, тој кадар е таков како што е. Меѓутоа во овој момент не е во рацете на премиерот да дебатира. Тие пари, прво не се негови на дедов пари, тоа се буџетски пари, има судски буџет и во рамките на судскиот буџет он треба да им ги даде тие пари. Нема што ги дискутира и да ги оценува околу тоа. И Уставен суд фати да го оценува сега. Значи целиот систем, што е скандал, мислам, од невиден тип, тоа ќе го оценат како авторитарен гест, нема како друг гест да го оценат. Од друга страна, кадарот внатре во овој момент е попрогресивен од владата. Во овој момент обвинителството и судството треба да се брани какви и да се. Какви и да се. Затоа што тие во овој момент се последната пречка оваа власт да стане комплетно авторитарна. И после тоа, ако ги преземе нив, после не мараме за плачење. После не мараме за плачење. Што сакаат прават, кого сакаат судат, страв шират на секаде. Од медиуми до политички противници, стари, нови, најнови, тоа ќе биде бизнисот, ќе биде со јасна порака дека овие можат сатар во секој момент да ти направат и тоа е диктатура од груевистички тип или бетер од него. Од таа смисла, какви да се сега,
Не, ја ги знам коментарите на моите колеги. Да, тоа сега да какви прашам биле дали судии. Коцевски заслужува на пример да остане јавен Во обвинител. секој случај- Ево го споменавте истрагата за Кочани, споменавте, сега таму е тој наодговорен за таа истрага и за тоа обвинение што е поднесено, не може да е Мицковски. Во таа истрага ја не сум експерт во таа област, ја го погледнав што пише, што кажува Гордан, што кажува некој од коментарите, таму не е проблемот истрагата, луѓето се тие што се. Меѓутоа, она така наречено, не знам како они го нарекуваат, мрежно фаќање на обвинение од еден до крај. Верижна одговорност некоја, да. Верижна одговорност за нив е проблем. И тоа е веројатно вистински проблем. Судот тоа може да го коригира во судењето. Не зависи тоа од обвинителството само. Односно, непосредните виновници, оние кои се непосредно одговорни за пожарот, се прва линија на одговорност. Линијата на корупција структурална, тоа не е само со тој објект, тоа се со стотици други објекти. Тоа може да се гони ad calendaras grecas со друго темпо, бидејќи они не се директно виновни за но Коцевски стави се на едно место. Во обвинение се на едно место. Али судиите, судот во начинот на третманот на обвинението не е врзан за обвинението, судот е независна власт, обвинителот е странка, кај него он може да измени се во обвинението, ако Да, сака. 35 обвинети има, тоа ќе трае до бескрај. Еден ќе се разболи, друг ќе се разболи. Ќе видиме како ќе се однесува, се не знам за рокот, меѓутоа судот може да направи, ако сака и ако е доволно моќен, класификација согласна овој тип на приоритети, кој е директно обвинет, директно виновен и кои се индиректно, мислам, создавале услови тоа да се додадат, имат различно обвинение, различен тежина обвинение. Паралелно со ова судење, сега Собранието одлучи да има и анкетна комисија која ќе ги разгледува, ама не само овој случај за Кочани како што бараше СДСМ, туку и сите претходни трагедии. Што очекувате од овој процес политички во Собранието или ќе се претвори само во Јас слушам дека ВМРО ги одбил таа комисија за Кочани. Предлогот на СДСМ е одбиен, ама е прифатен предлогот на власта да се разговара и за Кочани, и за Дурмотурс, и за модуларната во Тетово. Што зборува тоа? Значи да одбиеш најголема трагедија, како што е таа у Кочани, по која не се сомневам дека оваа влада ќе остане единствено запаметена, бидејќи ништо друго нема да се памети. Сигурно не диалогот Орце и премиерот. Значи, дебатава околу Кочани зборува следно. Одговорот на ВМРО логично значи сега. Добро, не само Кочани, за тоа ние сме криви, под наводници. А и за другите за кои и вие сте криви. Тоа сакат они да кажат. Можно ли е тоа да го кажат и да не сваќаат што зборат? Вика не само за Кочани, а и за другите трагедии, какви да се. Поголеми, помали она. Факт е дека немаше за нив анкетни комисии, дека не се разговараше. Дека немаше. Направат различни анкетни комисии, бе. Ама не може да ги стават во исто Кочани кој е најголема трагедија и да го одбијат тоа на гласање. Формирај друга анкетна комисија за модуларна болница, формирај трета за ако сакаш не. Што ќе видиме каква методологија ќе има, не знаеме како ќе функционира. Нивниот став ги открива. Нивниот став викаат не за ова само, бидејќи ај за ова сме ние криви, али ај за другото така што сте вие пак ќе балансираме. Професоре, со судењето се офатени сите што се на некаков начин одговорни. Но политичка одговорност Мицковски ја прифати одма кога се случи оваа трагедија во Кочани, рече за тоа ќе се судат граѓаните на избори. И имавме во меѓувреме избори и во Кочани победи во ВМРО-ДПМН. Ова дали на некаков начин не ја трга таа политичка одговорност од оваа влада за која говорите? Не ја трга затоа што дефиницијата на политичката одговорност не е таква каква што го рекол Мицковски, дека на изборите се утврдува. Не е така. Политичката одговорност се утврдува на основа на тоа дали по вертикала власта повлекува е одговорна за трагедијата што настанала. Министерот во областа, премиерот исто така во ваква трагедија е потоа откога ќе поднесе оставка, тогаш можат да одат варијанти на избори. Тоа што рече јас ја преземам на мене, министри што јас ја преземам, ќе кажат граѓаните. Не може да не биде поднесена со тоа. Тоа е страф од политичко, односно може да и незнаење, може да они стварно не знаат. Бидејќи капацитетите интелектуални и владеечки на ова многу тенки, многу слаби, они не разбираат што значи политичка одговорност. Јас знам дека е власта сладка, пак ја земеш ако е редот таков.
Она што беше окочени моја теза е дека не треба да ги форсираат своите сили, дури и да имаат процена дека може да добијат за инат во Кочани, пошто се војска на гласање, не треба на тој начин морално да тргаат и да ги доподценат луѓето, ги повредат луѓето кои се таму веќе повредени. Со тоа што еве ќе победиме зинат и сега ќе ја водиме работата надвор, нема да можете влијаете, нема можете нонстоп да не напаѓаат од таму, ќе гаснеме, ќе ставиме од озгора цемент на целата приказна. Тоа не би требало чисто од морален гест, они може таа општина да испуштат 59, не им треба ќе имале 58 или 57, неважно. Но нема таков осет. Тоа е ѓон. Во таа смисла нема таква етичка позиција, све и веројатно им е важно да немаат напади од тамо, но независно од тамо, тие ќе останат со историјата тука да дебатираат. Ќе видиме како ќе биде прво методологијата на работа на таа анкетна комисија во собранието и како ќе заврши студењето. Меѓувреме чекаме да има обвинени и за полициските службеници, веројатно и тоа ќе го дополни овој мозаик околу сите случувања во Кочани. Споменувате дека треба да се брани обвинителството и судството по секоја цена во овакви околности во држава кога практично нема опозиција или е премногу слаба за да се спротивстави на власта, но очигледна е намерата на владата и нема предпоставувам механизам некој да ги сопре да го разрешат Коцевски. Тие почнаа таа постапка, но ја запреа поради ова во Кочани, сега најавуваат дека ќе ја продолжат. Во меѓувреме стигна препораките од Венецијанска комисија околу тој новиот закон што се подготвува дека треба да се избира со двотретинско мнозинство во иднина јавниот обвинител. Дали ова може да биде на некаков начин механизам или брана доколку го прифатат, се разбира, да добиеме обвинител кој би имал некоја поширока прифатеност во општеството дека ете не е секогаш проложена рака на обвинителството, зашто да не се лаже, ми Коцевски се смета. Да, секако. Меѓутоа мислам дека они ќе скокнат на тоа. Бидејќи не им е тоа целта. Целта не им е да имаат обвинител кој е сериозен авторитет во таа смисла, туку им е цел да имаат влијание врз обвинителството. Проста е работата тука, да не се лажеме, и нема да го прифатат, инаку е добро решението со двотретинско мнозинство. Тука они може да имаат влијание во предлозите, али опозицијата исто може да ќе се договорат, тоа е целта. Имаше своевремено заефена идеја после 2 години од власта опозицијата да предлага јавен обвинител, но се повлече од таа идеја. И така, не, двотретинско мнозинство е добро бидејќи ќе се договараат околу личноста на обвинителот, тоа е окей. И нема да може да рискираат да земат личност која е слаба, сомнителна, не може да биде влијание од двете групи истовремено. Него мора да биде некаков авторитет, ќе прифатат индиректно дека нема. Катица Јанева беше таква, па знаеме како заврши таа приказна. И таа беше со двотретинско мнозинство изгласана. Да, и тука не е лошо да биде, кај Катица Јанева беа вклучени и странците во изборот. Падна тој човечки материјал попушти кај неа, иначе изборот, самата процедура не беше лоша. И мислам дека таа може да се повтори, каде што и експертите од надвор имаат влијание во критериумите на избор за обвинителот. Тоа не е лошо. Тоа е оваа општ принцип дека треба да бидат вовлечени во изборот и начинот на бирање и на судиите и односно процедурите уствари на етаблирање на судската власт. Добро, ќе видиме, најави премиерот дека до крај на година, иако се уште не се стигнете во собрание, ќе бидат донесени тие закони од реформската агенда, ќе видиме какво ќе биде ова решение. Вие, професоре, сметате, според вашите анализи, коментари што ги читам, дека овие избори се фактички првата лузна што ја доживува оваа влада со падот на бројот на гласови од 100 нешто над 100.000 во однос на ланските избори, и сметате дека сега во следниот период ќе тргнат во некаков спас кој би бил голема владина коалиција. Зошто Мицковски воопшто би размислувал за ова опција кога има таква комфортна позиција, има скоро двотретинско мнозинство во собранието, зошто воопшто би размислувал за ваква опција? Па добро, може би да те прашам, зошто би размислувал за напад на опозиција кога го има истото тоа мнозинство, па цело време тоа го прави? Веројатно за да го заштити, за да ја заштити таа разлика, да ја одржи, да. Зашто? Зашто се бави само со заев и со опозицијава со Венко, кога има комот, како што рече, те цитирам, супер комотна позиција да владее, па се бави со тоа. Тие се обседнати бидејќи не владеат, знаат дека не владеат. Они сами себе не се лажат и немаат пари и се обидуваат тие што би можеле да ги критикуваат однапред да ги
степат, за да не се јави критика. Тоа е идејата. И во таа смисла, ова не може да продолжи бескрајно, пошто паѓа, земјата паѓа, стандардот паѓа и веројатно оваа година, после избори, ќе биде критична околу тоа, ќе се јават внатрешни судири и внатрешни, независно од нивното мнозинство, независно од тоа колку општини имаат, ќе продолжат, проценката им е, а тие се PR партија. Они се бават, са бајле доаѓаат, имаат 4 испитувања на јавно мнење на маса. Немаат што е сега операцијата, кај пари да најдем, туку и гледаат кој каде чија изјава нешто допринела. Овде сега ќе реагираме на ова, а ова мораш кажемо на оној да реагира нама. Само тоа поправат. Сега таквата приказна има жртва, има резултат, има цена. Цената е да го спречат своето паѓање кое оди полека и да тука направат некаков избор во кој, како што се вели во крим филмовите, своето во меѓувреме богатење, недвосмислено, еден круг на елита се богати, во сите овие немаштини, интензивно, ќе го легализираат, односно ќе го нормализираат. И тоа ќе биде голема коалиција, никој никого нема да брка, ќе продолжиме понатака, уставните измени еве ќе ги направиме, пошто еве притисок имаше, ама не со наша одговорност. Некои гаранции ќе прифатиме, еве некој ни рече, али еве пошто ќе им направиме кеф на опозицијата, ќе го прифатиме опозиција биде малку крива или поише крива за уставните измени, ама ако тоа е се добро за државата, независно што како деца мали се однесуваат. Како мали деца се однесуваат, но добро е тоа така да го направат. Ја мислам дека оваа година критична ќе почнат да размислуваат за тие опции, бидејќи преслаби сме, преизолирани и пресиромашни. Ова не е нова идеја, професоре, ваша. Ја имавте уште за време на Груевски, сме разговарале во едно интервју порано пред 13 години. Но иако имаш информација дека за Груевски било и на маса, Меркел дека на тој самит на ИПП во Малта и тоа на крајот 2017 пред да се случат тие настани 27 април им го понудила на ВМРО ДПМН на Груевски, но го одбил тој. И тогаш и во таква позиција, кога се знаеше веќе дека ја губи власта. Затоа ми е чудно сега зошто во ваква воопшто некој би го прифатил. Па една ситуација е таа, втора ситуација за време на Таче, владата на СДСМ, кога исто по идеја на Заев истата работа се обновува. Но Дуи реагираја тогаш. Тогаш Мицкоцки. Дуи го сватија како антиалбанска коалиција, дека ќе тоа на олигархијата некако така го објаснија тоа. Да, ама не е Дуи проблемот. Проблемот се раководството на СДСМ тоа го одбива, мислејќи дека со Дуи може да добие, да ги добие изборите, на лоша проценка прави. А таа коалиција с која Мицковски ја прифаќа тоа. Или Мицковски може да свати дека ќе победи. Не е важно. Мицковски ја прифаќа. Што значи се формира коалициона влада која потоа владее, а и тоа се уште е скоро 2-3 години мандат за сите луѓе. Тука сите прават од СДСМ прават погрешна процена и тука имаат контра. И тука нешто така го обвинуваат Заев дека сака повторно со Мицковски нешто направил договор, нема везе, тоа се е погрешно. Процената е погрешна. Но и тука беше предусловот ВМРО да прифати да се донесат уставните измени, но тие не го прифаќаат тоа. Но во таква ситуација влезе влада, тој можна и може тоа да го направат, бидејќи можат некому да ја префрлат одговорноста, тоа е на да речеме околу одговорноста, професоре, во вакви случаи никој не е одговорен. Сите се одговорни, уствари никој не е одговорен. Имаме ни искуство со 2001 со таква голема широка коалиција која не функционираше, значи сите се обвинуваја, овој ја кочел таа акција, тој ја кочел другата акција, Бучковски, Љубе Бошковски, тие приказни. Добро, тоа беше многу ситуација, кај што се имаме искуства и со пржинските влади, 100 дена пред избори, тука не функционира, тука се внатре сите, но гледаме дека тоа не функционираат институциите во тие моменти. Зошто би било поинаку? Види, тоа што викаш ти не функционира. Тоа некој пат е идеја. Функционира комплицирано. Ја би рекол, функционира комплицирано. Италијанските влади 50 години функционираат така комплицирано и Италија се развива економски секако на секој начин. Комплицирано владење значи дека никој не може да наметне една стратегија, што е окей за нас, што живееме од цивилен сектор, што живееме од тоа, што работиме со медиуми, тоа е супер ситуација. Најболја ситуација. Судството е помалку под притисок, нема кој да го притиска. Државната администрација е помалку под притисок, нема кој да ја притиска директно, да им менја кадри унутра. Тоа е најболje. Сега власта била комплицира, кој да ја жели власта, че они се платени за тоа. Нека патат малку, нека владеат кој што треба. Партиски ќе ги префрлат во институциите, нека ги префрлат во институциите, нема ќе се не види.
кога ќе влезат во власт, ќе се симне жестокоста. Одеднаш ќе се намали жестокоста на напади и ќе гледаат да се консолидираат во некаква елементарна власт. Нас ни требаат уставни измени, отварање на чартерите за Европска унија, влез во тој процес и потоа полека консолидација безбедносна во рамки на Западната алијанса, која тргна со НАТО, но тоа треба да се призаврши, бидејќи имаме тука сега некои дупки кои се отворија во медиумите, во бизнисите, во финансискиот сектор, кај што продора многу сумљиви пари и многу сумљиви ликови. Таа консолидација ни треба после тоа и Македонија ќе се дигне полека во тој период. А ако е само ВМРО на власт, нема да се случи. Не може да се случи. Во ВМРО на власт нема шанси, па го видовме во најболјиот период, кога се они во најдобра офанзива година дена, они се бават со Заев, дека он крив за тоа што они не владеат. Тоа се под ниво на деца инфантилни политички стратегии. Не е тоа политика. Добро, професоре. Беше задоволство за овој разговор. Почитувани гледачи, тоа беше Љубомир Фрчковски, универзитетски професор. Ви благодарам за вниманието. Се разбира, останете со програмите на Канал 5. Се гледаме следниот четврток. Довидување.